Почитувани гледачи, продолжува мојата редовна рубрика Да си кажеме. Ова утро имам чест да разговарам со новиот селектор на македонската фудбалска репрезентација Благоја Милевски. Господине Милевски, добре дојдовте во студиото на Телма телевизија. Благодарам на поканата и голем поздрав до сите ваши гледачи. Како се чувствувате, како сте утрово? Одлично, како и секој. Како ви е биоритмот, како функционирате? Станувате ранобудник сте? Успевате да фатите некои од утринските програми? Па не сум некој спанко. Обично останам помеѓу 7 и 8 часот. Нели, поради керката ми иде у школа сега и да се испратиме, да се спремиме, све окей. И домашните миленичиња ни се тука, така да си сакаат, си имаат своји потреби за да ги обслужиме, нели, за почеток на денот. Остава ли тоа време при подготовките доволно простор за да пуштите и телевизија, па нешто да фрлите поглед, да се информирате, или имате друг начин на примање на информациите, на вестите, на... Не практикувам со утринското кафе секојаш да ми е телевизорот уклучен, нели, за да не толку за информации колку што еден вид навика, за со кафето, нели, да споделите и да се слушне нешто. Некој кафе муаве со сопругата сега, пошто и она е дома онлайн работи, така да заедно со телевизорот ги споделуваме тие дневни информации што се, но не многу. Еве, поканувам тоа време што го минувате пред телевизорот да бидете на фреквенцијата на Телма, заедно да го пиете со сопругата и со нас, вашето утринско кафе. Па од сега натака ќе благодарам на довербата. Господине Милевски, вие нешто спомнавте, керката на училиште, миленичиња, кој е Благоја Милевски или, како што пријателите и спортските работници, колегите ве нарекуваат Боби, кој сте вие приватно? Некоја лична карта куса? Па сосема нормален човек, кој нормално функционира. Да, миленичињата ми се кај еден вид и хоби и пасија. Ги имаме 3-4 сега моментално. Кучиња станува? Кучиња, едно за домашна потреба, другите се надвор од нашиот дом во дворот, во посебни простори во се направени за нив. Каква е хемијата меѓу нив? За да бидат задоволени сите нивни потреби. Хемијата си ржат меѓу себе или се не. Така да се кротки од тој аспект и затоа што и децата мои се израснати со нив, полни со внимание, со љубов, што се вели, и кучето ко куче си сака љубов, нели, како и сите ние. Ако му пружате доволно, тие се кротки, нели, сите имаме ние потенцијал и животните, и ние си носиме некој потенцијал да бидеме вакви или онакви што се однесува до карактер. Така да, како ќе го... Освен со миленичињата и со домашните обврски, нели, пред неколку месеци официјално ја предводи таа селекцијата македонската фудбалска репрезентација. Како се релаксирате? Освен со спортот, и рекреирате фудбал редовно или... Па да, со играње се збогував? Два пати неделно со пријателите се собираме. Тука е исто и тенисот како еден вид. Мал фудбал претпоставувам на некои терените? Мал фудбал. Имате кондиција уште? Па се држиме. Да? Се држиме, да. Тука и тенисот е како еден вид како 50 годишен човек, задоволен сте од кондицијата, од темпото? Можете да издржите цел надпревар? Ајде, некои одредени потешкоти, нели? Меѓутоа спортски живот и натаму, така? Секако, да. Внимавате на исхрана, внимавате на кондиција? Па колку можеме, да. Како ковид кризата влијае врз атмосферата во вашиот тим, тимот што го предводите сега? Неизбежна е таа ситуација. Ковидот е секаде околу нас, и во нашите доми, и околу нас. Така да тука не можеме да влијаеме многу. Ги почитуваме колку можеме ние, нели, тие мерки, протоколи. Вакцинирани сме и јас и сопругата, сега и синот, пошто он активно се бави и со веќе професионално и со кошарка, така да нивните протоколи налагаат да бидат вакцинирани или PCR тест пред секој надпревар. За кој тим игра кошарка синот? За Ангели. Сега се, нели, влегува во прва лига и се надевам дека ќе имат успешна сезона и оваа. Така. Добро, зад вас се 3 надпревари. Ерменија, Романија и Исланд. И покрај одличната игра на нашите фудбалери не успеавте да се израдувате на првата победа. Еден кус осврт на тие 3 надпревари. Како ги доживеавте? Искрено многу позадоволен сум него што очекував.
со оглед на тоа што имавме многу краток период на подготовка, нели 1-2 тренинга пред првиот натпревар со Арменија, иако поголемиот дел од репрезентативците ми се добро познати, нели соработувавме и во U21 репрезентацијата, но сепак сега се тие после 4 години од нашиот последно дружење, сега се сосема други личности, оформени скроз како карактери, како фудбалери, но згоре на тоа мислам дека тоа што го покажа момците на тие 3 надпревари е за секоја пофалба и секоја чест, да ни фалеше тој момент на реализација, но сето останато до тој момент на реализација беше, ајде, да не кажам совршено, али многу добро. Каква е хемијата во таборот? Каква е атмосферата меѓу играчите? Тие се селектирани како карактери, така да се прекрасни момци и од таа гледна точка немаме никаков не проблем, него е стварно задоволство да се работи повторно со нив. Колку се чувствува заминувањето на легендата? Недостига Пандев многу во овој состав или? Секако дека е излишно да се трошат зборови за квалитетот и учинокот на Горан Пандев, не само за репрезентација, него севкупно за македонскиот фудбал. Тој е се уште жива легенда и активна легенда, но животот иде понатака. Горан одлучи да престане со репрезентативните настапи и на нас е тоа да го почитуваме и да направиме се што е во наша можност и знаење да го надополниме тоа отсуство на Горан. Со тоа што го видов на овие 3 надпревари, да, можеби тој Горан во моментот на реализација ни фали, но момците дават и повеќе од своите можности да го надокнадиме тој недостаток со неиграњето на Горан. Добро забележан беше вашиот успех кога ја предводевте селекцијата под 21 година. Сега сте исправени пред нов предизвик. Каква е вашата филозофија фудбалска? Која е стратегијата? Ќе се подпирате на нови млади таленти, ќе се обидете да извадите нови имиња и да ги направите успешни репрезентативци, или повеќе ќе се подпирате на овие што ги познавате и кои се веќе поискусни? Или ќе се обидете да направите некоја комбинација? Мислам дека базата на А репрезентацијата ја направивме уште 2016-2017 година, од кои 12 или до 14 репрезентативци се моментално во А репрезентацијата и таа база е направена. На нас сите спортски работници, поготово што работиме во фудбалот, е да од периодично ја освежуваме таа база, како и сега што веќе сме во процес, нели вклучени се уште тројца, сега нови како дебитанти и многу е лесно да освежувате таа база кога е веќе